Љубовта кон фолклорот кај мене е вродена особина, така да кажам. Ние раснавме и се формиравме со народната песна, со народната приказна, со народните поговорки и пословици, со еден збор кажано со народниот бит. Обичаи, празнувања и така натаму се беше попратно со фолклор. И јас како дете запишував народни песни, меѓутоа таа тетрадка, значи за голема жалост, не знам каде остана и уште жалам за неа. Тоа беше една изморедна, автентични, приказни и песни од село Робово, Струмичко, кај што некогаш се формирало и првото училиште на македонски народен јазик. Значи собирав песни. После продолжи во учителска школа, тука веќе имаше повеќе за учење, малку овој период престанав. Кога отидов во педагошка академија да учам, при крајот на втора година ме повика Иван Глигоров од село Мокрино, беше директор на педагошка академија и ми предаваше македонски јазик со теорија на литературата. И тој ми рече вака: Иване, имам покана од Блаже Ристевски, кој тога беше директор на Институт за фолклор, да собирам материјали од Подгоријата, фолклорни материјали. Јас живеам во Штип, не можам, ти ќе одеш на теренот и мислам дека таа работа може да ја вршиш. Јас прифатив, како да кажам, со двете раце, ми направија договор, ми дадоа напаствија прашалници, како да ги собирам материјалите, кој прашен да ги поставувам. И така, 1970 година бев учител во Босилово, брат ми Костадин, сега покоен, ми донесе магнитофон од Германија, тука е магнитофон, ако треба после ќе покажеме, кој што беше една изворедна машина за снимање. Еве, 45 години веќе работам со неа и пеи се вуше малку, нема проблем. Работи си кога е сега земе. Почнам да запишувам македонски народни песни прво. Првата песна ја снимих во јануар 70 година од Тодор Митов Донев, Чекмаков Тодор од Босилово. Еден измореден човек, пејач, раскажувач, еден човек кој што го носи народниот дух во своето срце. Со него започнав и почнав да се редат други пејачи. Мајка ми е, после ја снимав, една жена од Стара Конарево, Мара, баба Мара викаме, и така натаму. Значи, се наредија илјадници информатори.